Ваш коментар во врска со штрајкот на СОНК. Што мислите, како ќе се одвиваат работите понатаму? Граѓанско и уставно право е наставниците и професорите, било кој граѓанин да протестира во барање на своите права. Едно од тие права е нели покачувањето на платата. Во период кога влада е голема нели кризи, цените се покачуваат сега не и на производите, но и на основните намирници за живот. Нормално е граѓаните да бараат повеќе прилив на средства во своите домаќинства, во своите домови. Апсолутно поддржувам синдикатите, тоа мене ми е идеолошки, центар лево сум по идеологија, па и сосема природно да поддржувам синдикати и права на работници. Како што пишував пред некој ден на својот Facebook профил, работничките права се човекови права, така што во секое време, во секој момент поддржувам протести на работници кои што ги бараат своите права. Именно како што најави премиерот, како што изјави пред ден-два, дори постоеле некои управни одбори каде што директорите на управните одбори имале поголеми плати од председателот на државата. Така што нормален е револтот на граѓаните, но и во случајот на наставниците да се ги бараат своето покачување и покачувањето на платите во однос на целата ситуација што се случува во државава. Мој став беше и се уште дека протестот нели треба да се водат кон тоа што целото и што го мислат, но треба да искачат во пресрет на учениците, посебно нели на матурантите, бидејќи знаеме сега завршува учебната година, а голем дел има и матуранти кои што сакаат да се запишат на студии надвор од земјава, каде што дури некои универзитети го промашуваат првиот уписен рок, бидејќи каде матурата е малце подоцна, така што ќе се соочат со навистина голем проблем, и иако сите ученици нели имавме сериозни проблеми при на онлайн настава, каде што дури од меѓународни организации се процени дека не е баш најсоодветен начин за пренесување на знаење кон учениците, така што мислам дека професорите треба да искачат во пресрет на учениците, да се заврши оваа учебна година, па секако подоцна и учениците, зашто не да им се придружат на професорите на протестите каде што заеднички го барале подобриот начин и демократски начин за зголемување на платата на наставниците, но и подоцна наставниците демократски исто така можеби да продолжат со протести, да барат поголеми реформи во образованието, бидејќи знаеме на какво ниво се наоѓа нашето образование и во средните школи, но и високото образование, каде што искочи информација дека УКИМ веќе има паднато во последниве 3 години 140 повеќе од 148 места, што е навистина поразително на една земја која што би сакала да е дел од Европската унија, бидејќи знаеме дека многу универзитети кои што се во државите членки на Европската унија уживаат навистина голем рейтинг во високите истражувања на рейтинг на универзитети. Така што би се задржал на ставот дека наставниците треба да им искачат во пресрет на учениците, да се заврши оваа учебна година, да се на време да се заврши со матурата, за да можат и матурантите да се запишат на факултетите, на учениците да завршат со оваа учебна година.